Со текот на времето, како бебето расте, со самото излачување на себум и пот, тоест на масност која што се лачи во самата кожа и пот, всушност се зајакнува и незината бариера и сите одбрамбени механизми. Затоа е многу важно негата на кожата од првиот ден на новороденото да биде соодветна, за да може да и дадеме потпора во создавањето на овој многу важен заштитен слој. Значи, користење на препарати, локални препарати, започнувајќи од бањење на бебето со специјални, во зависност од типот на кожата на бебето, значи имаме бебиња кои се родени со нормална кожа, немаат никакви проблеми. Во тој случај нивното туширање треба да биде со еден тип на препарати. Нормално сите препарати треба да бидат клинички тестирани. Понатаму преку нега секојдневна, после секое капење со соодветен лосион, за да може да се всушност додаде сила на овој надворешен слој од страна на локалниот лосион кој се нанесува. Во некои случаеви се нанесуваат обични хидратантни лосиони кои навистина не ги запушуваат порите на бебето. Ова е многу важно, да лосионот всушност не ги запушува порите на кожата. Во некои случаеви кај кожи кај кои што имаме нарушена кожна бариера, кај дечиња кои што се раѓаат со атописки дерматит или со некој друг проблем на кожата, во тој случај се нанесуваат препарати кои всушност содржат емолиенти, содржат специјални состојки внатре, кои воедно и ќе ја лекуваат кожата. И ова е многу важно, поготово ние дерматолозите сметаме дека после туширањето важи едно правило да уште дури е влажна кожата, мора да биде нанесен лосионот во тие секунди веднаш по капењето на бебето.